Владеачката ВМРО ДПМН е најбогата со донации, барем ако се гледаат првите 10 денови од кампањата за локалните избори. Вкупно, 1270 донатори собрале 423.000 евра, или во просек секој дел по 333 евра за кандидатите за градоначалници и советничките листи на партијата да се промовираат пред јавноста. Наспроти владеачката партија, најголемата опозицијска партија СДСМ доставила извештај за собрани скоро 7.000 евра. Има околу 20 донатори, меѓу кои се членови на семејството на поранешниот премиер Зоран Заев, и тоа Панче Заев, како и фирмата на неговиот брат Вице Заев Total Engineering. Левица објавила дека имаат само 92.000 денари донација, а таа е од самата кандидатка за градоначалник за Центар Марија Среброва. Од албанскиот блок и ДУИ, коалицијата Влен имаат извештаи до ДКСК. Коалицијата Влен добила пари од алтернатива која е дел од неа, и тоа 50.000 евра кои се пари кои се префрлени од буџетот на Македонија, а донирало и демократското движење околу 500 евра. ДУИ Тетово пак пријавило донации од ДУИ Скопје, вкупно 90.000 денари. На сајтот на ДКСК се објавени вкупно 61 извештаи и од помалите партии, како и од независните кандидатски листи. Сепак ова, според пресметката на комисијата, е дека само 35% од учесниците ја исполниле оваа законска обврска. Сите 19 коалиции доставија извештаи за донации. Примени се 18 извештаи од политичките партии и 24 извештаи од независни кандидати поддржани од група избирачи. По истекот на рокот доставени се уште 2 извештаи од политички партии. Инаку на овие избори учествуваат 309 кандидати за градоначалници и 576 кандидатски листи за советници. На изборите учествуваат 22 партии, 19 коалиции и 119 групи на избирачи. Сите имаат обврска да ги пријават донациите и на крај од изборниот процес, за да се утврди дали се финансирале законски.